Поради грешка во производството, балетанките се најдоа на депонија, вели раководството на Гришко. Оттаму демантираат дека фабриката во Слепче е пред затворање, напротив потенцираат дека процесот на работа континуирано се одвива, без да откријат со колку вработени. Причината поради која балетанските обувки завршија на депонија е од технички карактер. Тоа се дефекти кои настанале во производството. Станува збор за рачна изработка. Сите големи компании во случај на грешки од технички карактер ги повлекуваат назад своите дефектни производи и истите не смеат да бидат пуштени во продажба. Се работи на нарушување на технологијата во производство од страна на вработените. Поради тие причини обувките се класирани како дефект. Фабриката и понатаму непрестано работи. Во меѓувреме жител на селото Слепче кој инсистираше на анонимност, за телевизија 24 вели дека работата не е воопшто сјајна, како што прикажува раководството на Гришко. Тој тврди дека 90% од вработените претежно со селани се избркани од работа или се префрлени во Битолски, Кромберг и Шуберт, бидејќи фабриката работела со загуби и морала да намали на трошоци. Испушти голем дел од вработените во Гришко и од тука ги претараа во Кромберг, Шуберт да работат и уште 5-6 жени остана во село Слепче. Па или немаше пари, или сето напуштење тргнато, сето за кадење пари и сето така дојде случајов. Па не знам точно дали само за перење пара или не знам за што е работата. Па то се конечно избркани. И сега му наоѓа после избори, ако не смеа да вработува, сега ги вработува Кромберг, Шуберт и си наоѓа други работни места. Па инвестиција веќе затворена, само така работат ко на меур, сето се дујат и уште оставаше најголемите пријатели тука што работат уште 5-6 дни, тоа е. Денеска на работните позиции во погонот присутни беа околу 10 вработени и уште толку во администрација. Раководителите велат дека останатите работници користат годишен одмор и не се избркани, а од следната недела на 10 дена колективен одмор заминуваат сите. Од раководството на Гришко денеска не сакаа да коментираат дали фабриката на вистина изминатиот период работела со загуби, но и не открива со колкав капацитет се произведуваат балетанките кои што се извезуваат надвор од земјава. Компанијата Гришко уште во 2013 година од тогашната влада беше најавувана како гринфилд инвестиција од светски реномирана руска компанија за производство на балетска опрема, која ја отвори првата фабрика во селото Слепче. Таа инвестиција првично овозможи вработување на 80 луѓе, но со ветување дека ќе обезбеди екзистенција на уште други стотина семејства од овој регион. Денес раководството не открива со колкав капацитет на работна рака обстојува фабриката, но цврсто стои зад ставот дека извозот тече во најдобар ред, а балетанки и понатаму се извезуваат во над 40 земји низ светот.